Давид Мијалов, 13 годишно дете од Радовиш. Државен шампион во триатлон, но и огромен потенцијал на земјава во овој спорт, кој не е многу популарен, иако во светски рамки доста развиен. Денот му почнува со трчање или возење велосипед, во зависност од училишната смена, а му завршува со пливање во базенот Сириус. Ниту повеќе, ниту помалку, секој ден 90 километри или околу 5 часа тренинг. Па, ако си има желба, нема да биде тежок. Со тренинзи се надокнадува и тешкото. Секој ден ли тренираш? Па, само недела, секој ден тренирам, да. Само недела имам од 3 до 5 километра лесно трчање. Така, може да ни кажеш како ти изгледа на ден? Па, еден ден станувам наутро во 6 часот, одам на тренинг трчање или возење велосипед, кога сум прва смена на училиште до 7 часот сум на тренинг, потоа од 7:30 одам на училиште до 1, потоа од 2 или возам велосипед или трчам и потоа на кај 5 часот одиме на пливање. Заедно со неговиот татко континуирано тренираат по програма изработена од цел тим од Бугарија и Македонија. Секој ден мора да се одработуваат зададените задачи. Се трча од Радовиш кон Струмица, се вози велосипед од Радовиш кон Штип или Валандово. Лани, оваа дете од Радовиш, зад себе има извозено, испливано и истрчено најмалку 20.000 километри. За тоа време кај што јас сум бил кај него, кај што сум водел согласно тренинзите од неговиот тренер, тој во 2015 година има околу 15.000 километри извозено велосипед, истрчано околу 2300 до 2500 километри и испливано од 1300 до 1600 километри, пливање. Значи тоа е бројка, тоа што јас го знам, околу 19-20.000 километри, без подготвителниот период и без тренинзите во Бугарија. Триатлонот е спортска дисциплина во која најпрво се плива, потоа вози велосипед за да на крај се трча. За малинци до 15 години, спортистите треба да испливаат 350 метри на отворено, да се извози велосипед 10 километри и да се истрча 2500 метри. Главна цел му е добар пласман на Европскиот младински куп во Унгарија за учество на светското првенство во Мајами идната година. Првиот, за да отидеме во Унгарија, ми престојат 2 меѓународни контролни надпревари. Првиот е во Белград, крајот на мај. Вториот е првата половина 10 или 12 јуни, точно се не може да се сетам, што се претежно во Олимп, Руманија, за да отидеме на 2.7. во Тисови Варош на првиот официјален европски куп за младинци, за деца до 15 години. Тој Тисови Варош е една одскочна даска за да некој вас ви види, бидејќи во тој Тисови Варош доаѓаат првите 10-15 скаути во триатлонот свет. Само како податок зашто толку фама околу ова, нели, детово и слично, во светот постојат регистрирани 74 милиони триатлонци, од кои 11 милиони се професионалци или завршили од професионалниот дел. Давид е скромно момче, но со силна подршка од семејството, кое за неговиот спортски напредок подига кредити. Колку за илустрација, вози велосипед од 10.000 евра. Татко му тврди дека мора да се инвестира. Давид пак сака да биде дел од некој голем европски триатлонски куп. Најдобрите триатлонци се од гима од Шпанија, гима од Велика Британија, Украина има и Русија. И ти дали некојаш размислуваш тамо да заминеш? Доколку ти се укаже шанса? Би заминал нормално, бидејќи имам поголеми шанси за успех. 13-годишниот Давид ја има поддршката и од општина Радовиш, а добива средства и од Агенцијата за млади спорт. Не се откажува од триатлонот. Сака еден ден да биде најдобар во Европа во триатлон.